На англиски го нарекуваат intermittent fasting. Ние го преведовме како наизменично постење. Во суштина станува збор за нејадење преку ноќ. Што е тоа наизменично постење? Зошто има ефекти врз нашето здравје? Кои се тие ефекти врз нашето здравје? И дали навистина е толку корисно како што се зборува? На сите овие прашања ќе одговориме во следните неколку минути. Голем број научни студии укажуваат на тоа дека наизменичното постење може да представува реален, одржлив и ефективен пристап во намалувањето на телесната тежина, но и во спречувањето на диабетес. Како пристап за губење на тежината, наизменичното постење е присутно со нас неколку векови. Меѓутоа, особено се популаризираше во 2012 година со така наречената 5-2 диета. Наизменичното постење има многу смисла. Има, велиме, логика во него или интуитивна смисла. Кога јадеме често, нивото на инсулин се одржува повисоко. Колку повисоко е инсулинот, неговата задача е шеќерот да го собира од крвта и да го внесува во клетките. Меѓу другото и да го складира во масните клетки. Што сака да постигне наизменичното постење? Навечер, доволно долго и доволно ниско да падне инсулинот, за да престане тој процес на ставање во масните клетки и да почне обратниот. Односно, кога доволно долго инсулинот невозбуден од внесна храна, доволно долго ќе биде ниско, тогаш се очекува да почне обратниот процес и ние де факто да почнеме да губиме од масните наслаги во нашето тело. Тоа е на наедноставен јазик логиката на intermittent fasting или на наизменичното постење. Наизменичното постење, откако се појавило, имало повеќе варијанти. Не мора да биде тешко, меѓутоа иницијално како што било замислено, се испоставило дека е прилично тешко. Имено кога на почетокот луѓето почнале се обидувале да го применуваат како во буквална смисла на зборот наизменично постење, па еден ден да јадат, друг ден да не јадат, и така наизменично, се воспоставило дека е доста тешко да се следи таков начин. И затоа, сега веќе поприфатлив е оној начин на наизменично постење, кога неколку часа во текот на денот се јаде, а за сметка на тоа повеќе часа кои што ја опфаќаат ноќта, не се внесува никаква храна. Уште едно нешто има голема смисла, поврзано со нејадењето преку ноќ. Од една страна го кажавме, тоа е нивото на инсулинот и како тој варира преку ден, наспроти навечер, и можноста да се стабилизираме благодарение на неговото ниско ниво. Но од друга страна, еволутивно, ние сме создадени во синхронизација со денот и со ноќта. Тоа е така наречениот циркадиен ритам. На нашето тело му е природно да обработува храна преку ден, а му е природно исто така да не обработува храна преку ноќ. Се поставува прашањето: колку часа прават разлика? Односно, дали ако јадеме 8 часа преку ден, наспроти ако јадеме 12 часа, ќе постои некаква разлика. Кај тие пациенти, ова е тестирано низ научни студии, две големи групи, едните јаделе 8 часа во текот на денот. Од толку до толку, во рок од тие 8 часа, тогаш се сите оброци. Кај останатите, бројот на оброците бил во распон од 12 часа. При тоа и едната и другата група, само благодарение на оваа промена, без да се променува начинот на исхрана и што јаделе, и едната и другата група не изгубиле од телесната тежина, што во рок од неколку месеци, што можеби и е позитивно, бидејќи пак од друга страна не ни ставиле килограми. Тоа е една работа.
Така што не можеме прецизно да тврдиме за намалување на телесната тежина. Но што е интересно? Одговорот кон инсулинот, или така наречената осетливост кон инсулинот, што е обратно од инсулинската резистенција, било драматично подобрена кај групата пациенти кои што јаделе само 8 часа. И што е интересно? Може би вака ќе очекуваме дека луѓето кои што јаделе само 8 часа дека потоа чувствувале глад. Меѓутоа не, тоа не бил наодот кај оваа група. Придобивката била дека станале многу по-осетливи на нивото на инсулин во своето тело, од една страна, но од друга страна немале чувство навечер дека се мачат, дека не јадат. Може би и тоа ни е прифатливо, може би токму тоа ни е природно нам, да не јадеме толку долго преку ноќта. Се повеќе научни студии, како заклучок, го потврдуваат тоа за што зборувавме. Наизменичното постење има своја корисна страна и е добра за нашето здравје, особено доколку сакаме да ја намалиме инсулинската резистенција или ако се соочуваме со хиперинсулинемија. Сепак мора да се нагласи дека тука треба да бидеме особено внимателни. Пациентите кои што имаат нарушување на шекерот и особено тие кои што земаат некакви лекови за регулација на нивото на шекерот, не треба на своја рака да започнат со наизменично постење. Во тој случај тие може да се изложат на подолги периоди на ниско ниво на шекер и со тоа да ја влошат својата состојба. Затоа наизменичното постење кај здрави луѓе, кај луѓе кои што немаат проблем, може да биде корисно и препорачливо, но кај сите останати треба да се внимава.